Кога некој човек е на смртна постела, на границата на животот и смртта, например во кома и со денови не умира или стои во една иста состојба, сме се молеле повеќе пати за таква состојба. Мајка чиј со син беше повеќе месеци во кома, се помоливме и Господ Исус Христос ми ја даде оваа молитва. Татко, во името Исусово, ако душата е за кај тебе, земја, нема да се лутиме, те благословуваме, душата е твоја. Ако душата е за назад, врати ја да биде здрава и исцелена. И по неколку сати душата почина, мајката потоа се налути. Сме се молеле повеќе пати за луѓе кои се на границата на животот и смртта. И кога член на семејство ќе се сложи и ќе ја каже таа молитва, татко, во името Исусово, ако моја ова душава сега што се молиме, е за кај тебе земја, нема да се лутам. Ако не е за кај тебе, врати ја да биде здрава и исправена. Секогаш душата починува бргу. Така и мојот татко, кој се мачеше долго време, се помоливме да го исцелиме, ни се сложи и потоа ни дојде оваа молитва и тој веднаш почина, ги отвори очите, вака гледаше кон небесата со полна радост, замина. Видете, тоа се некои состојби, дали ти ги прифаќаш или не, ти не сакаш да умре некој. Душата е негова, не се твои душите. Секој еден од нас, еден ден ќе замине горе. Овде сме привремено. Ако не си го научил тоа, ти си врзан за земјата, го љубиш светот и не си му мил на Господа Исуса Христа, бидејќи стои нешто меѓу тебе и Исус. Пушти ги сите души да заминат. Кога ќе почине човек, треба да се радуваме. Исус ја победи смртта, го победи сатаната и вечен живот ни подари. И тој ни вели, вие не може повеќе да умрете. Значи, ако е некој болен на работ, кога член на семејство ќе се сложи, да му се скратат маките, татко, ако е душата за кај тебе, не се лутам, земја да не се мачи, ако е за назад, врати ја да биде здрава и исцелена, прости ги гревовите, те сакам, Господи Исусе Христе, во секое срце Исус. Амин, до Царството Божјо. Амин.